Минуваме на првата точка од дневниот ред. Предлог. Да. Дали објаснувањето сакате сега да го имаме? Повеќе дојде до беше донесен. На комисија што донесат одлука. Јас така и го разбрав, затоа продолжувам. Благодарам. Да. Минуваме на првата точка од дневниот ред. Предлог програма за измена и дополнување на програма за урбано планирање Ф на Општина Центар Скопје за 2013 година, доставена ви е со решението за свикување на седницава. И молам членовите на Советот во претресот по предлог програмата за измени и дополнување на програмата за урбано планирање Ф на Општина Центар Скопје за 2013 година да го имаат во предвид извештајот на Комисијата за урбанизам. Отворам претрес по предлог програмата. Молам дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, простете, Вучевски повелете. Комисијата ја разгледуваше предлог програмата за измени и дополнување на програмата за урбано планирање Ф, за која што имавме ние дадени на соодветни забелешки во однос на тоа што не е прикажано од добро во табелите, за кој што комисијата во изминатиот период упорно инсистираше во однос на образложението да биде онакво како што треба. Значи, ние баравме дополнително образложение во однос на материјалните точки што се натре, да, а сега добивме како едно дополнително образложение кај што сепак пак е ставено описно, а на крајот на крештата и председателот на комисијата знае дека и во изминатиот период инсистиравме барем да се наведат некои одредени суми, односно тоа што е направено, што се планира и така натаму. Сега имаме една ситуација каде што имаме приближни суми кај што е планирано, друга ситуација имаме завршена постапка, а не знаеме со колку е завршена таа постапка. Ја верувам дека каде што е отпочната постапката не се знае колку ќе изнесува таа постапка додека да се заврши, али за сите одека завршени постапки немаме никакви суми, колку ќе изнесува. Значи и во изминатиот период упорно се залагавме за сепак да во овие материјали постојат одредени цифри, бидејќи сепак секое планирање се знае тоа колку изнесува. Имаме сега завршени позиции, каде што немаме никакви цифри. Значи, укажувам уште еднаш на она што се залагавме, дека и покрај многуте залагања, за да ова се коригира во однос на материјалите кои што ги добиваме, бидејќи со овие материјали кои што Советот се произнесува и ги донесува, би требало сепак да бидат комплетирани материјалите, а не само со описно прикажување, бидејќи сега е крај на годината, имаме завршени позиции, а немаме цифри. Значи, немаме колку изнесуваат одредените позиции кои што се завршени. Благодарам. Дали некој бара збор? Јас барам збор. Повелете Илјовски. Благодарам. Значи, вака јас го видов последната верзија која што сега през седница ни беше дадена. Искрено како советник од делот на наслаба водно, морам тука да реагирам дека ниту една, или барем 90% од овие улици кои што се наоѓаат на тој потек, значи правиме овет за Црниче, Славејко, Салвадоре и Агенте, тука пишува дека нема никаква постапка за нив. Во ниту една која било фаза од целата програма Ф. Значи, барам од дека, како советник, избран од граѓаните на Општина Центар, кој потекнува од тој дел на Општина Центар, за жал, кратко е времето, има уште месец и пол од оваа година, за да нешто се преземе во тој дел од Општината. Барам сите овие три улици и дополнителен список на улици меѓу кои што ќе влезе и партијниот географски Димитар Беровски во Станичка и Рилски конгрес, да бидат земени како приоритет следната година и како приоритет да бидат ставени во оваа програма Ф. Значи, сметам дека нема никакво образложение
и не држи никакво образложение од типот нема постапка. За ниту едно од тие улици кои што јас сега ги споменав одека. Најдобро намерен, господин градоначалник, мислам дека треба да поведете сметки од следната година малку да се даде приоритет и на тој дел од општината. Благодарам. Благодарам. Дали има некој друг да бара збор? Слави Ковасов, Веднаш Трпевска сакате? Да, само информативно, да. Добро, нема проблем. Во ред, повелете, ајде. Јас само би сакала до службите. Ново проектираната еден тук цвеќара пред СВР. Дали тоа се однесува на оној дел што е пред Центарот за рехабилитација и образование, односно пред рехабилитација на слух, говор и глас, дали на тој дел се однесува, бидејќи тука од клиниката за невропсихијатрија и од Центарот за слух, говор и глас реагираат за тој дел дека не е направен и инсистираат и прашуваат кога ќе се направи, а веќе тука е исклучен од изведба во овој период. Па ме интересира дали станува збор точно и на тој дел кај што е бидејќи тука пишува пред СВР. Благодарам. Тоа е 30 улица ново проектирана, еден цвеќара пред СВР. Во програмата кој број за да го прочитам? Не, ја можел да се чисто само како информација, да, значи за тоа е тој дел што се работи, да. Ке молам зборувајте на Токму за микрофон. истото зборување. Да, Така и не е во исподно. план да се прави сега, така? Во постапка во техничка документација, значи се собира подземниот катастар и кога ќе се заврши све тоа, почнуваме понатаму преку јавни набавки, постапка како што се оди стандард. Говорете, благодарам. Градоначалниче, вие сакате? Бисера, говорете. Бисера, само уклучите микрофон. Почитувани советници, оваа програма ја наследивме како таква и како таков терк. Се сложувам со господинот дека кога стојат детални урбанистички планови, потполно, бидејќи ги знаеме површините во хектари, апроксимативни цени може да бидат ставени поединечно за секој план, ако тоа го бараше господинот. Инаку во однос на цените на завршените работи, вие, колку што се сеќавам на минатата седница, може да не сум во право, се усвои полугодишен извештај за реализација на програмата и таму беа дадени сите ставки за потрошените пари по однос на донесените дупови и завршените работи. Јас не знам, така разбрав. Значи овде барате да бидат прецизно наведени цените во програмата, значи планираните цени од дуповите и овде расходите, така? Јас се извинувам, него за денешната седница, јас само кажам што баравме, а што добивме. Значи, кажам што баравме и во изминатиот период, а што добивме. На крајот на краиштата, ако сме имале некои бројки во изминатиот период, во овој документ кој што е сепак измени и дополнување, тие бројки треба да се напишат. Без разлика дали сме ние во извештајот за реализирање на програмата, полугодишниот извештај го имале, нека стојат тие бројки тука, сепак овој е сепак документ. Благодарам. Значи, јас само можам да ветам во програмата за 2014 година, како ќе се договориме, се ќе биде така. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Повелете. Благодарам, председавач. Ја би сакал да поставам едно прашање од пред некој ден, дали вчера или завчера поточно е отпочната реконструкција на пристапни патеки околу зградите што се на улица Рузвелта 2, 4, 6 и 8. Бидејќи во програмата нигде не е наведено освен ако е ова едно што е меѓу партнерно решение по меѓународен фронт и Васил Ѓоргов, кај што пише завршена постапка. Дали се мисли на постапката за отпочнување на изведувачки работи или на комплетната изведувачка работа. Меѓутоа, мене друго ме интересира, бидејќи значи ќе се иземаме од моето лично мислење дали е во ред, дали е квалитетно избраното решение. Меѓутоа се сретнав со повеќе комши, бидејќи јас сум жител од една од тие згради, каде што дури со едниот од председател на заедница на станери дека апсолутно никој не ги консултиран за идејното решение, за
квалитетот на избраните плочки кои што се поставуваат, бидејќи таму имаме мермер кој што е можеби 30 години стар, но со совршен квалитет. Така да мислам дека не е соодветно избраното решение и би сакал да знам кој го одбра издаденото решение и дали се консултирани заедниците настарени во однос на тоа решение. Благодарам. Благодарам. Повелете, градоначалник. Благодарам за прашањето. Точно е дека започва реконструкцијата не само по плочувањата околу кулите, односно делот од Рузвелтова, границата, нели, према Карпаш па накај Капиштец, ќе бидат реконструирани зелените површини, ќе биде поставена целосно нова урбана опрема, клупи и корпи за отпадоци. На средбата што имавме со граѓаните, тоа беше кој Видиковецот, како се, да не го сгрешам, беше констатирано дека имат потреба од граѓаните, се пожалија на мермерот, точно дека прекасан квалитет. Меѓутоа, голем број на граѓани имаат повреди поради тоа што, особено кога врне и снег, на вистина е лизгава. Тогаш, бидејќи на вистина имаше многу граѓани, беше председателот беше на Сојдот, односно урбаната заедница, да не сгрешам, беше побарано тоа од нас, потоа неколку пати бев, имаше граѓани таму со кои што разменивме мислење. Но ако е потребно, ако инсистирате, ќе седнеме уште еднаш да ги разгледаме мислењата нивни, со што се согласуваат, со што не се согласуваат. Така направивме за оној централниот дел на паркот во Капиштец. Тогаш имавме буквално јавна расправа, го донесовме проектот за паркот, беа присутни сите председатели на културните совети и по нивната интервенција се изврши, по нивната консултација се изврши интервенција отстранување на дополнителни патики за кои што они оцена дека нема потреба. Така што намерата е да се разбира финалниот збор да го дадат граѓаните, ако цените не е проблем уште утре, викендов да отидеме на терен да продискутираме за тоа што треба да се постави. Значи збором за патеките кои што го поврзуваат тротоарот до кулите, а нема да има интервенција на просторот што е под кулите, потоа ќе земе и Сачоков збор, таму ќе остане мермерот. Сачоков повелико нешто. Па не, значи генерално тоа градоначалникот што го обясни, нема да има промена начин на партерното решение испред лезовите, испод кулите. Значи тоа е само патеките кои што ги поврзуваат кулите. Да, значи по потполно се согласувам дека требаше да има реконструкција на пристапните патеки, меѓутоа јас говорам околу одбраното решение, односно одбраните плочки. Јас само во тој дел ја кажам забелешката, дека имаше потреба, тоа е неспорно. Благодарам. Благодарам. Дали уште некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот по предлог програмата за измени и дополнување на програмата за урбано планирање F на општина Центар Скопје за 2013 година. Ја ставам на гласање. Кој е за, молам да крене рака. Кој е против? Кој е воздржан? Еден. Констатирам дека програмата за измена и дополнување на програмата за урбано планирање F на општина Центар Скопје за 2013 година со 21 глас за, против никој, воздржан еден е донесена.